Започна првата крводарителска акција во Велес. Граѓаните од општината денес имаа можност да изразат хуманоста и солидарноста преку дарување на крв. Традиционално, како и секоја година, во рамките на организација на Црвениот крст при општинската организација во Велес, заедно со помош на тимот од трансфузиологија при општата болница во Велес, во просториите на театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот од 9 до 14 часот успешно ја спроведоа првата зимска крводарителска акција. На полето на крводарителството можам да кажам дека Црвен крст на Република Северна Македонија, општинска организација Велес, во 2019 година повторно имаше одлични резултати. Значи вчера е објавен конечниот извештај, односно ранг листата, и можам да објавам дека со задоволство во 2019 година, исто како и во 2018 година, општина Велес, Градско и Чашка се рангирани на првото место. Односно од годишниот план кој што го имаме за да собереме крвни единици 1861, ние имаме собрано 4479. Односно тој годишен план е надфрлен за 240,68%. Тоа е една огромна бројка и можам да кажам голема благодарност пред се до сите крводарители од Велес, кои што се вистински херои и едни од најхуманите луѓе, можам да кажам, и благодарение на нив се постигнати сите овие бројки. Орце Николов, секретарот на Црвениот крст на Република Северна Македонија при општинската организација во Велес, се заблагодари на вработените од службата од трансфузиологија при општата болница во Велес, Арама, полицијата, ЈКП Дервен, сите 4 средни училишта, а од основните на Блаже Коневски, Кирил и Методи и училиштето за посебни потреби Маца Овчарова, бидејќи изминатите години несебично помагале да се реализираат од 2 до 3 пати крводарителски акции. Во еднопати благодарност и до општините Градско и Чашка. Исто така можам да кажам дека од онаа конечна бројка 4479 крвни единици, 528 од тие единици се дарувани од дарители кои што за прв пат дарувале крв. И фактички во 2019 година они се впишале во она најхумано семејство на крводарители, а додека пак 904 од даруваните единици се од дарители кои што се од понежниот пол, односно жени крводарителки. Денес одзивот е одличен, ние сме задоволни. Луѓето сами доаѓаат и се одвива во најдобар ред. Кон крајот на денот ќе имаме точната бројка на вкупниот број на крводарители за зимската крводарителска акција. Денес сме дојдени за крводарителска акција традиционално во театарот Џинот. Излезено очекуваната бројка е од 60 до 80 крводарители. До сега, значи, почнати сме од 9 часот, 11:30, очекуваната бројка мислиме дека и ќе ја надминеме. Разложената статистика е секогаш наклонува кон мажите, но задоволни сме, имаме и многу жени крводарители денес. Доктор Весна Јанева од Институтот за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија е задоволна од денешната акција, во еднопати пофални зборови кон волонтерите од Црвениот крст и целата екипа. Екипата на Здравкин телевизија на терен разговараше со неколку крводарители, меѓу кои господинот Јаневски Драганче, кој традиционално низ годините 19 пати поред досега има дарувано крв. Кога има акции, секогаш ја сум активен, така да и кога нема акции, така да си давам на секој 3-4 месеци си давам. Што мислите за крводарителството еве во овој град? Тоа е супер идеја. Тој додаде дека во иднина несебично ќе продолжи да дарува крв, бидејќи смета дека крводарителството е една од најхуманите работи кои еден човек може да ги направи, за да се спаси нечи човечки живот. Крводарителската акција ќе продолжи да се спроведува и во блиска иднина, бидејќи секоја собрана крвна единица значи спасен човечки живот. Бидете хумани и дарувајте крв, бидејќи можеби некогаш и вам ќе ви треба.